Стариот градски парк е на колективна акција повеќе поvršina опфатена, што конкретно се реализира за воденицата акција. Воденицата акција реализираме делната универзитет по програмата, значи работиме на повеќе локации во градот, на повеќе објекти што се во програмата, а овде како интензивно образување ќе ставиме акцент на парковите, како на Шоколанскиот, така и на овој парк. Моментално местиме и урбана опрема низ градот, и такси што така ќе бидат наместени во паркот, и овој, и горниот парк што е значи доставено и ќе добиеме нови клупи, нови корпи за снег, и ќе бидат поставени низ градот. Потенцијално планираме и отварање на нови светли површини на градот, значи се уште може да се садили из градот, да имаме повеќе цветиња во градот, и се надеваме дека градот наистина ќе биде полза. Тоа ми е целта, и подработено во јавното предпријатие, а исто така поставуваме и нови контейнери веќе до недели, така ќе се продолжи и во наредниот период, значи ќе поставуваме нови контейнери, ќе сменуваме со старите пак ги репарираме и повторно ги изучуваме на градот, оно каде имаме потреба, а навистина имаме потреба од поголема количина на контейнери за снег. Се надевам дека граѓаните ќе ги почитуваат правилата на однесување во градот, што значи дека снегот треба да се намества во контейнери, во корпи за снег. Основна акција е дека ние да бидете и простата булеварите и самите булевари бидејќи делот град. Дел од работата на по програмата што е предвидена, потенјано исто така проена на грмушки, не за операции кои се соодветни за да имаме едно квалитетно зеленило. Значи наводнувањето, неприхранување и така натаму, моментално се работи во броење на грмушките, да ги доведеме во ред, да не сметат во сообраќај, и пак да сметат во самата околина на минување на пешаците и така. Ова пак може време. Тој парк се надевам дека нешто бидеме соодветно онака како што треба, значи целосно да се искупја потоците се искате само оставување на соодветна урбана опрема и се покануваат граѓаните во секој случај паркот во нив, да се прошетаат, да го посетат и овој парк, да вистина е преубаво и воздухот е чисти, дрвета. Имаме и сами можете да забележите дека има доста насадени нови садници, така да се надеваме со нови овие детски играчки за да можат наистина да уживат луѓето во овие детски домови во парковите низ градот. Иако можем да кажем дека наистина не се доволно за целиот град, се треба и сме во размислување да формираме нови паркови, сето тоа се работи и да се работи со суштината, се надевам дека наистина овој град треба да е заличен на една урбана средина. Парковите, односно зелените површини на булеварот Потомовска револуција. Тој е на градот се посмета во големите дел на местата, така и установите кои се прават. Зеленилото, ако не мисле, нализува на лични среда. Тренуска се состојните опата се ги докажите дека се чујте наводнива зајците и делото место се покриване. Како контакта да ви кажем, ние сега се новите закони, секоја стамбена зграда има стамбени управители, доаѓаат нон-стоп писмено кај нас во фирмата, ние постапуваме по тие барања како се става, но и со новите закони се уредени, тоа како да треба да уредуваат, значи треба да платат и недоместок на јавното предпријатие ако ги извршили тие услуги, значи тие се должни да се грижат за нив. Ние се грижиме само за зеленилото кое е покрај булеварот. Да, инаку ние учествуваме сами, знаете дека многу акции се спроведени по години за уредување на тие дворови. Мислам дека граѓаните навистина треба да поведат сметка како се однесуваат со јавните површини, нивните дворови, за да навистина имаме еден убав пристоен град.